сега бараме од судот прво да утврди постоење на индиректна интерсекцијска продолжена дискриминација кон жените земјоделки врз основа на нивниот полрод, личен статус и припадност на маргинализирана група која што произлегува од Законот за здравствено осигурување во пристап до платено породилно отсуство и боледување и понатаму да му наложи на Министерството за здравство да почне со процес на изготвување на измени и дополнување на законот. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација постапуваше по претставка на неколку здруженија на граѓани за заштита од продолжена интерсекцијска индиректна дискриминација кон жените земјоделки. Во самата постапка пред комисијата се утврди дека земјоделките немаат можност да пристапат до платено породилно отсуство и до платено боледување и ние утврдивме продолжена интерсекцијска индиректна дискриминација, наложувајќи му, тоест препорачувајќи му на Министерството за здравство да иницира промени на законот, затоа што ваквата дискриминација потекнува од Законот за здравствено осигурување. Дадените амандмани беа заглавени во собраниска процедура, се уште се, и гледаме дека на тој начин не може да се реши проблемот. И заради тоа ние се решивме да поднесеме првата тужба од јавен интерес како тело за еднаквост. И ова е прва тужба од јавен интерес што ја поднесува тело за еднаквост во нашата држава. Значи дека учествуваат во солидарен фонд, плаќаат здравствена надоместни и ги користат здравствените услуги. Може да отидат на примарно, секундарно, терцијарно здравство, меѓутоа се исклучени од користење на платените надоместоци кои што другиве осигуреници кои што плаќаат здравствено осигурување може да ги користат. Последнава програма за 2025 година мислам дека е со буџет од 3 милиони денари, каде што секоја земјоделка добива за бремено раѓање и мајчинство по 100.000 денари, односно кога ќе го поделите тоа на 9 месеци, доаѓа некаде околу 11.000 денари. Тој надоместок е значително помал од најнискиот надоместок кој што ќе го земат останатите здравствени осигуренички кои што користат платено боледување. Ова е прв пат да го искористиме овој инструмент, компаративно да кажеме и на не мора да одиме подалеку на балканско ниво, телата за еднаквост на големо го користат овој инструмент, да кажеме, не знам, колешките од Србија ептен предничат во ова и буквално го користат судот и оваа тужба како инструмент за правење на системски промени. Ние прв пат го правиме тоа и ледот е пробиен, да кажеме, и од тој аспект е прво битна оваа тужба. Понатаму битно е затоа што третираме интерсекцијски проблем. Не зборуваме за права на жени персе, туку зборуваме за права на ранливи категории жени, затоа што интерсекцијата значи дека освен тоа што земјоделките се жени, постојат и дополнителни лични карактеристики кои што додаваат на нивната ранливост, односно на нивната подложност на дискриминација. И ради тоа сметам дека ова е исто така битно. Се адресира системски проблем, мислам тоа е и поентата на тужбата од јавен интерес.